Додека денес погледот е вперен во метеоролошките карти и прогнозите, некогаш луѓето најточниот одговор го барале во природата и во однесувањето на животните. Кокошките, глувците, мравките што забрзано градат мравијалници и собираат зрна, сите тие, вели Тони Максимов од Облешево, многу порано го чувствуваат доаѓањето на невремето, отколку што првиот облак ќе се појави на хоризонтот. Нивниот немир бил тивко подготвување дека се подготвува нешто силно, па токму затоа селаните внимателно ги наблюдувале и навреме ги заштитували добитокот и своите домови. Пред невремето тие се мирни, тие имат свој простор каде што се гравитираат. Ние посебно на село каде што живееме, кога ќе настапи некое невреме кој што беше вчерашното невреме, и како и луѓето така и тие го осеќаат тоа, меѓутоа тие го осеќаат многу порано тоа невреме дека ќе дојде кај нив. Имавме прилики кога имаме земјотреси, кога ќе се јават потреси на земјиното тло. Тогаш било во кое време од 24 часа, посебно кај живината, кокошките се немирни и ствараат звукови кои ние знаеме дека ќе се створи некое невреме. Тоа се случува, да речеме, вечерните часове посебно го актуализираат, бидејќи тие легнуваат рано, се валя околу 5 сата, 4-5 си легнуваат. Меѓутоа, ако дојде до невреме или до било какви други климатски промени кај ова кај нас во атмосферата, тие го највише осеќаат тоа, живинарство. Меѓутоа, ние кои ќе видиме дека се немирни, дека се узруени, така речено, дека има немир кај нив и веќе знаеме дека ќе биде некое невреме или нешто од друга страна имат некој друг проблем, меѓутоа во последно време само осеќаат ги тие лоши временски прилики сега што доаѓаат. Па да пред 2 сата, 3 сигурно ќе го осетат тоа невреме, така да тај период од 2 до 3 сата пред да пристигне кај нив, односно кај нас во околината, тие веќе го осеќаат. Кога природата ќе испрати предупредување, животните први го препознаваат. Токму тоа, вели Максимов, било најсигурниот знак за старите генерации дека се приближува невреме. Кокошките сами бараат за солниште долго пред да се затемни небото. Да, тие веќе се узнемирени и тражат простор каде да се скријат. Ако се во кафе затворени, тие одат во едно ќош, така речено, се прибираат на одредено место. Ако се пуштени во дворот, бараат место, тие знаат каде да се лоцираат, бегаат под малите крмушки, не одат под големите дрва, бегаат под ситните крмушки, тамо се засолнуваат. Ние ги сепак заштитуваме, така речено, во одредени куќички за нив, каде што кога ќе врне доши или било што да се засолнат. Меѓутоа, кога ќе земјотрес, тие не ги користат тие куќички, кога ќе дожди во времето, знаат дека ќе биде доши и влегуваат внатре. Сега метеоролозите се скоро време така дојдено, претходно ако порано, старите луѓе се базирале точно на тој дел, кај животните како ќе биде времето и се гледале дури и по атмосферката горе, по сонцето, по месечината како ќе зајде сонце. Тоа се стави работи кои тие си ги знаеле тогаш, меѓутоа кај животните најмногу сега имало тој предвид, бидејќи тие кога ќе видат дека тие се немирни, узруени, знаат дека нешто се случува. И денес, и покрај современата технологија, многумина веруваат дека природата никогаш не лаже, а животните остануваат низините најверни и најчувствителни гласници.